Програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание Јади Бурек Сител 3 телевизија. Имам особена чест и задоволство да го поздравам во студиото презвитер Горан Стојчевски од Соборниот храм на Македонската православна црква. Добре дојдовте во нашата емисија. Сакам со вас да поразговарам за искушенијата на новото време. Вие сте човек од црквата, но што се вика, ја ќе се извинам, ќе видам малце со поприземен жаргон, за да ме разбере и пошироката публика и оние кои не се верници. Вие сте на терен. Значи, не се занимавате со висока црковна политика, туку сте со луѓето, имате духовни чеда, секојдневна литургија, обврските, од крштевки, погреби, имендени, осветување и така натаму, сте постојано меѓу луѓето. И постојано ве викнав затоа што како ретко кој вие оние кои ве следат знаат дека сте интелектуалец пар екселанс, кој го Христовиот збор и учењето на нашата вера го тумачите и го пренесувате на еден навистина со еден висок продуховен јазик, несвојствен за луѓе кои обично ги нарекуваме попови, свештеници, и се издвојувате во тоа. Не сакам да ви издвојам од вашите колеги, сите вие си имате своји искушенија, но ете, вашето слово малце повеќе допира. Поентата ми е на овој мој широк вовед ме интересира од ваша гледна точка. Македонија поминува низ многу интересен период, изминативе години. Не само политички, не е намерата за политика да зборам. Се случуваат и природни катастрофи, земјотреси, поплави, се случуваат такви промени. Луѓето физички промени чувствуваат. Болести, имаме се повеќе подобра фармација, а се сме поболни. Дали ме интересира, дали ги чувствувате овие работи меѓу обичниот народ кој комуницира, кој се причестува, кој се исповеда? Дали чувствувате дека последниве години, токму сите овој цел амбиент, народот го чувствува на некое духовно поле и повеќе бара помош од оно што е вообичаено, например, во некои помирни периоди и помирни години? Па, најпрво што ми дојде на памет едно слово, така кажано. Во секоја ситуација човек треба да остане мирен и да продолжи се кажува молитвата. Па така да едни сите овие искушенија, кои што сепак се по Божјо допуштение, секако доколку ги прифатиме со благодарност, значи тука можеме да го изнајдеме моментот кој што треба да не врати на колосекот, а тоа се вика покаяние, и на тој начин преку тоа преумување да имаме да воспоставиме еден личносен однос со Бога, а преку тоа најпрво ќе го направиме со нашите ближни, со оние што не окружуваат и со секој човек во кој што е изобразен Христос. За да биде човекот, ајде да кажам, духовен или да води духовен живот, најпрво треба да се потруди да биде човечен. Па, од кога ќе биде човечен, ќе може да стане и богочовечен во Христа. Оти секој човек, без разлика дали е крстен или не крстен,
најпрво се раководи преку првиот закон Божи во човекот, а тоа е совест. И сега голема е дарбата на оние што се крстени, кои што ги добиваат благодатните дарови во црквата и на кои што им е овозможен пристап да се хранат преку светите тајни на црквата и да се восовршуваат по мерата од растот Христов, односно да стекнуваат благодатта на Светиот Дух. И мислам дека се помалку да речам се поставува главното прашање зошто ние сме крстени и што представува тој голем дар за човекот, на кој начин да го реализираме нашето крштевање во животот. Па ете да се запознаеме на тој начин и со црквата и на крајот од краиштата, бидејќи од нашето крштевање за поголем број од нас, значи поминал долг период кај што не сме поминале на исповед или пак уште подолг период кога не сме се причестиле или не сме се потрудиле да ги држиме оние пости во текот на неделата, среда, петок, 4 големи пости, секако. Но најпрво главниот чекор е секој човек да си побара духовен отец, да се исповеда, да се измири со црквата и согласно благословот на духовниот отец да почне да води еден духовен живот. Со кој што се разбира искушенијата нема да ги оттргне, или сега дека веднаш на некој, да речем, магиски начин ќе се отстранат од нас, меѓутоа сепак ќе стекнеме едно искуство како да се бориме со тие искушенија, како да ги надминиме тие искушенија, меѓутоа секогаш да не заборавиме она што го рекол и самиот наш Спасител: без мене не можете да направите ништо. Значи, исклучиво преку светите тајни на црквата можеме да раснеме духовно и да можеме да оддолееме на сите тие искушенија кои што ги спомнувате вие, кои што од секогаш постоеле. Сега, дали повеќе или помалку? Па добро, може би денеска информативно така повеќе се покриваат. Дали е тоа кое зборите за тоа, бидејќи овде за многумина што не се во црква, ова што го говорите вие е потполно во склад со Христовото учење, потполно во склад со верата, но за многу луѓе е апстракт. За жал, дури и за луѓе кои се во црковени, ова што го говорите станува апстрактно. Станува апстрактно затоа што не може да се свати височината на кое ниво е ова што се збори. Бидејќи, што значи тоа во Христа? Тоа е како збор го прифаќам. Како практика не знам како се применува, а суптилно дека делува мене ми е јасно. Како да му го објаснам на луѓето дека е тоа процес низ кој треба да се помине? Луѓето се обично нетрпеливи и вие сами го рековте. Доаѓа и најчесто, дури и јас како верник, понекогаш ќе ме фати во падот, бараме некаков магиски пристап, волшебно стапче за решавање на проблем. А не е тоа поентата. Не ќеме да страдаме, не ќеме да се жртвуваме, не ќеме да се само жртвуваме, не ќеме да се дисциплинираме и бараме само по нашата вера, ете јас го сакам Бог, Бог ме сака мене, дај реши го. Стварно шо бараш во. Што значи тоа во Христа? Па, Што значи тоа во како суштинско, а во исто време како практично секојдневно? па во денешно време веќе стана достапни, да речам, и книги со духовна содржина, и на социјалните мрежи се разменува таков вид на дискусија, таков вид на поука. Меѓутоа, не е начинот тој да се поучуваме, сега да ги исчитаме духовните книги, или пак некои пораки духовни од светите оци,
или да разговараме за некакви нивоа, туку треба едноставно да го предадеме нашиот живот во Божи раце. Секогаш, значи, што се случува? Ете, еден современ светотец, да речем, кажа, стресот се јавува тогаш кога ние сакаме упорно да биде нашата волја, а не сакаме да допуштиме да биде Божјата волја. Што е за еден христијанин, секако што од самата молитва Оче наш, ние се молиме да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Сега, што значи во Христа? Па, се значи, како да ви кажам, Христос... Ќе ти дојде духовно чело, не толку продуховен. Па добро, секогаш постои можност, значи, за еден нормален човечки разговор. И секогаш се гледа интересот дали тој човек сака да се исповеда. Значи, не се наложува веднаш исповедта. Може би ќе каже некоја работа која што му тежала во текот на животот. Ако пробудува интерес, секако добро ќе биде да му се укаже, ако не се молел до тогаш, да му се обрне внимание, да се посвети на молитвата и секако на посетата на литургијата, читањето на Светото Писмо, односно Светото Евангелие, и на тој начин ете полека. Сега не може одеднаш секој, така, ајде да бидеме искрени пред самите себе, ниту ние некогаш сме имале некогаш познавање од тоа што значи живот во Христа. Па дури денеска не можеме да кажеме за себе дека За кого збори? за себе. И за нас двајцата сакаме да кажеме дека и ние некогаш не сме имале големо познавање и сме пристапиле на одреден начин преку исповед во црквата. Значи не можеме да збориме од собствено искуство, затоа што е тоа динамичен процес кој се учи искуство низ цел живот. Да. Но кој што тежнее? Што значи тоа животот на Христа Бога да го предадеме? Бидејќи за тоа за еден современ човек, чекај, ја неќам да ја загубам слободата. Како можам да ја добијам слободата ако ја дам ја мојата слобода? Значи, се работи за поимањето што значи Бог, бидејќи основниот принцип кај се кршат, бидејќи луѓето кога доаѓаат, ако појдам од себе, претпоставувам дека 80%, кога имаат во криза, они доаѓаат тогаш или да се крстат или да се исповедаат. Кога им е арно, кога платата е редовна, кога све е средено, некако не се. Па добро, тоа е криза обично ние се градиме како духовно. Па фала му на Бога, низ искушенија се калиме во животот. Знаете она евангелска парабола за 10 слепи кои што се молеле Господи да прогледаме, нели, односно лепрозните, да бидат очистени. Значи сите 10 биле очистени со еден збор, но меѓутоа само еден се вратил да благодари. Значи ја промашуваме суштината на нашиот живот преку тоа неблагодарење. Значи да се живее во црквата, значи да се благодари. Затоа и се вика Евхаристија, самиот збор кој значи благодарност. Така. Црковната служба идеме благодарење да кажеме за се. Низ таа лична благодарност, значи низ тој личен подвиг во Христа, кој ќе се собереме на едно исто место, односно во црквата, преку епископот, свештенството, монаштвото и верниот народ, го принесуваме тоа благодарење преку лебот и виното, кој што со благодата на Светиот Дух стануваат тело и крв Христови, со кој се причестуваме и на тој начин сведочиме дека сме црква, дека сме тело Христово. И тоа постапно не воведува, значи, самиот Бог во тој живот. Сега ние одеднаш не можеме да очекуваме, бидејќи сите луѓе сме различни личности и како што вели еден митрополит,
патот до Бога е еден, меѓутоа не може да се оди во чевлите на другиот. Значи, секој го разгазува на свој начин, бидејќи секој од нас е личност која што стои сама пред Бога со своите падови, со своето покаяние се воздигнува кон Бога. Меѓутоа, она што е дадено како дар ни светите тајни на црквата, останува да се ползуваме сите подеднакво. Па сега како е на евангелското, некој ќе принесе 30, некој ќе принесе 60, некој ќе принесе 100, иако целта на секој човек е, значи, да ја достигне благодатта Божја во полна мера и да одговори на тој повик на светост на кој што е повикан и секој човек кој што е образ Божи, кој што е од образ, треба да стане да биде подобен на Бога, што вели Свети Софрони, да ги има оние Христови мисли, Христови чувства. Еден, кога спомна митрополит, кој ми беше овде гостин, беше века, основна мисија е наша, што е можно повеќе да привлечеме луѓе да влезат во црквата, на било каков начин, по било која цена. Ја тука малку во таа дебата изрепав, бидејќи, нели, достоинство треба со чисти мотиви, многумина тоа го прават од нутриционистички причини, некои го прават од магиски, некои го прават. Ми рече, не е важно, нека почнат барем да постат, макар мислејќи дека е тоа добро за слабење или добро е за ова, за од било каква причина, бидејќи од било каква причина, и затоа вика ние секого примаме, затоа што тоа е динамичен развој. После тука вика, добро викам, што им правите? Им рибате мозок? Викам, ги убедувате, им сипате суинка? Не, вика, самиот живот во црквата изменува, вика. Ти се отвараат мислите, ти се отвараат натрешните очи, почнеш да разбираш. Вика, никој не е на сила. Вика, тука почне динамичен процес во кој сам се повеќе и повеќе влегуваш. Значи, нашата мисија е, вика, луѓе да видат дека е тоа добре дојдено за секој да влезе по било каква причина. Па основната мисија на свештенството секако е, зборам општо, значи на свештенослужителите, не категоризирам сега кои во кој чине, да бидат како и апостолите, значи ловци на луѓе. Целата наша мисија е, бидејќи црквата и преку црквата светот се спасува, така да и основна мисија на црквата секој да го открие тој благодатен и нов живот. Оти темелот на нашата вера е воскресението Христово. Значи ние секој наш миг треба да го преточиме во вечност. Оти сето ова ќе помине. Меѓутоа ќе настапи вечното во кој што секако треба да знаеме, ако не можеме еден без друг, секако нема да овде, нема да продолжиме ни вечно да живееме еден со друг. Затоа треба да го градиме тој однос уште од овде. Да живееме еден со друг, за да можеме да продолжиме тоа да се оствари преку Бога во вечност. Да, е по било кој основ. Луѓе ако ни се обратат, секако. Ете, тоа се некои основни работи што ги спомнавте вие, барем да пости. Ако не може 2 дена во текот на неделата, барем 1 ден во неделата. Барем 10 пати нека ја каже Исусовата молитва или 10 пати Богородице Дево. Зошто е потребно сето тоа? Зошто е потребно исповест? Зошто е потребно постење? Зошто е потребно молитва? Па да почнеме од молитвата. И самиот незин назив значи разговор. Значи преку молитвата ние разговараме со Бога. Зошто е потребно исповед? Потребно е исповед за
наше враќање или растоварување на сите оние пречки преку гревовите и нашите прегрешенија кои што ни попречуваат да започнеме еден нов живот, секако на нов начин да ги гледаме не само луѓето, туку и работите што не обкружуваат. Да тој еден нов начин е како што спомнав и претходно, значи веќе не со наши очи, туку веќе со Христови очи да можеме да ги гледаме работите. Секако тоа не можеме да го оствариме ако не ја направиме таа исповед. На кој начин ние ќе продолжиме ако не си ги растовариме нашите гревови. Значи не можеме да започнеме нешто ново, а да се враќаме на старото и да продолжиме по старо. Затоа во Христа секој човек е, значи, нов човек. Затоа е потребно Адам умира, Христос воскреснува. Така да и ние, преку исповетта, на еден начин го погребуваме своето јас. Меѓутоа се издигнува едно друго во Христа. Еден нов личносен однос. Са тоа, како што и спомнати, значи не може тоа одеднаш да дојде, наеднаш да дојде. Но овде збориме не за филозофски, не за ментална состојба. Ете, низ разговор, јас сум ти се исповедал и сега мене ми е олеснето. Ние прво треба да веруваме во надприроден чин. Ако велите, основата наша е воскресението, бидејќи ние низ историјата на човештвото не знаеме мртов да се вратил од оној свет, освен Исус Христос, кој ни се прикажа. И тоа е тако величествен момент, и ти доаѓа и ти вика, смртта е победена, имате вечен живот, преку мене повелете. Тоа е малце, знаете, бидејќи денешниот јазик, учиме компјутери, доста ни се достапни, бараме аналогии, и повеќе разбираме и квантна механика, астрономија и така натаму. Порано не биле луѓето многу вешти со зборови, со филозофии, денеска се многу повешти и во психологија, и во подпрашања, и посуптилни подпрашања. Така што, но во суштина, црквата морала да одговори и со векови, па и во најсовременото време да даде добар одговор. Да даде добар одговор на тој што прашува. И тој одговор не само да биде филозофски или некаков утешителен, туку да има и некоја здрава логика. Но здравата логика мора да се прекрши во еден момент. Ти или веруваш во чудо, дека е ова Божја творба, или не веруваш во тоа. Ако ти веруваш во Христовото воскресение и во Христос дека воскреснал и дошол и ни кажал дека постои вечен живот, дека постои Бог, дека постои димензија во која ќе јас, Јанко, ќе продолжам да екзистирам, бидејќи екзистенцијално е прашањето. Не е само филозофско. Бидејќи ако јас се сомневам во тоа, мене џабе ми е било каква, колку и да сте убави, и златни, и храмовите да ви се прекрасни, ама што мене Христос ми рекол, и јас се уверам себе си, дека јас, Јанко, сум вечен, имам шанса да го продолжам вечно да екзистирам, јас прифаќам со расширени раце се. Ако е потребно дисциплина од мене, дисциплина ќе дадам. Постење, исповест, причест. Ама се плашам тоа да не биде робовладетелски од страв, да биде искрено од љубов, бидејќи поинаку не сваќам како Господ зошто би го барал, иначе би ми се појавил, би ми речел, дечки, и тогаш нели прифаќаме. Па добро, има и такви случаи. Имаме и такви, Да, и такви случаи. Значи, ние сега зборуваме за некои надприродни чинови, значи сето тоа било е многу природно и било природно. Меѓутоа, заради нашиот грев, заради падот, сето она што било природно станало неприродно. И сега ние сме во потрага по некои надприродни чинови, на некои надприродни, чудата, не се некоја надприродна појава. Тоа се пројава на благодатните енергии Божи. Тие се присутни. Еве, ние разговараме.
без благодата на Светиот Дух ние не би биле живи, не би ни разговарали. Значи, сето тоа е многу, како да кажам, едноставно. Меѓутоа, ние сакаме така да ги обвиваме работите во зборови кои што, ајде да речам, ќе привлечат поголемо внимание, се инаку многу едноставни. Значи, вие сега ми рековте дека вечниот живот е најприродна работа, што значи апсолутно дека смртта е крајно неприродна состојба за битисувањето и за човек. Па тоа е најголемата лага сега да го уверат човекот дека со смртта завршува се. И дека е тоа природна работа. Факт е дека мора да се умре, но мора да се умре за да се воскресне. Значи, мора да бидеме, да го носиме крстот Христов, да земеме учество во крстот Христов, да се сопогребеме со Него и да се воскреснеме со Него. И сите оние работи кои што црквата низ празниците не подсетува и не поучува. Значи, и вознесението Христово треба да биде наше совознесение. И педесетница исто така, примањето на слегувањето на Светиот Дух. Исто така тоа треба да биде и наше лично учество. Не е само тоа настан во црквата кој што се одбележува, да речам, еднаш во годината. Значи тоа треба да биде постојано, секојдневно. Како што велите, од секогаш, па и во овие современи времиња, еве кој е одговорот на секое време во одреден период си било современо. Еве имавме прогласување на светител епископот Гаврил Велички во тој е современ светител, ете го одговорот на сите прашања. И тој бил во современо време. Живеел во... Многу луѓе сведочат, наши заеднички така, пријатели, така, сведочат така. за неговиот подвиг, за неговата личност, го познавале. Ете, преку тој свет човек можеме да видиме колку Зошто е прогласен едноставно. за светец? Зошто не е светител? Што е он поразличен од... Па светоста не е нешто сега официјално преку што нешто се додава или се одзема. Светоста си ја имал постојано преку стекнувањето на благодата на Светиот Дух. Значи, секој човек е повикан кон светост, тоа е неговата природна состојба. Значи, во близината на Бога човекот не може да биде поинаков отколку да биде свет. Но тоа не значи дека е безгрешен. Меѓутоа, токму ползувањето или спроведувањето во живот и на евангелските заповеди, самиот начин на живот стекнува еден нов квалитет и она што, ајде да речам сега, нас би ни било нешто надприродно, всушност е многу природно и за самите тие луѓе кои што ги именуваме за светители. Знам дека не е ваша тема, но постои одредена некоја процедура како и зошто некој се прогласува за светител. Прво е житието негово за животот, но и после тоа се случуваат работи кои, нели... Да, чудата доаѓаат како една... Што за тебе, што за вас е тоа, нели, природна работа и ништо чудно кога се во прашање благодатните Божји енергии. Да. Тука нема ништо за вас неприродно, но за светот и за луѓето од науката и сето тоа е многу сомнително. Кажете ми малце, значи уште еднаш се навраќам, што е тоа што некого прогласуваме светител? Не мора детално, е вака едно што бидејќи сега интересно актуелно. Па нешто што постојано го имал и самиот човек, само што сега ете преку тие искуства на неговите современици, како што спомнавте вие, значи некои луѓе директно го познавале нивните сведоштва, после тоа и ете чудата, и на тој начин
црквата го вбројува во светителите, таа одредена личност, да ни биде наше сведоштво, како да го поддржуваме и во нашите животи неговиот подвиг. И тоа е добро, и нашата Света Македонска православна црква сведочи за тоа дека е жива литургиска заедница и дека преку покајанието се раѓаат и вакви плодови со кои што самиот Бог не посетува. Значи Бог не посетува како што стои во Светото писмо преку светиите своји. Сега добро ќе биде што некои луѓе директно се поучиле од нив, па ни предале нешто од нив, и на тој начин учиме за нивниот подвиг и се подкрепуваме и преку нивните молитви. Но и после нивното упокојување се случуваат работи кои се потребни за да се донесе една таква одлука и он да биде вклучен за веки веков во нашиот литургиски да биде живот. така, да биде запишан во диптихот на светиите. Меѓутоа тоа е еден, да речам, Прво е телото му е нераспаднато, коските мироточиви, и некои јавувања. тоа зависи значи од личност до личност. Меѓутоа да, генерално се тие, да речам, пројави, тие сведоштва за луѓето. Самиот чин на прогласување е официјален. Се обзнанува нешто во црквата. Дали е тоа, бидејќи човек ако за живот се просвети, бидејќи мојот шок за мене беше кога мојот духовник и ми рече во една вака го дрочев како во емисија на моја исповест, викам, па добро, викам, што е, викам, мојата цел, што ја, викам, да си направам? Вика си, вика, да се просвети, вика, кај јас светец можам да кажам, прво немам ни име, по имен да јас да го земам, Јанко. Да, нема, вика, немаш име. Ама биди ти. Викам, и шо да прави? Истото ми го направи. Име остаи без пиење 3 месеци. И ми вика, освети си го името. Така. Што значи, мене ми е дадена шанса, значи, кога ќе речам мене, почитувани, мислам на секој од вас. Без оглед дали сте крстени Джанкарло или Јанко или било како, имате ли именден или немате именден, дали сте биле продуховен човек во црква или надвор од црква или крстен на 30 или крстен во утробата на мајка, додека сте биле причестен. Ја така викам за синовите мои, крстени сте, викам, вие во утробата, викам, чим сте се причестиле. Сите имаме шанса да тоа е она кога се вика вие сте повикани, дадено ви е да станете Богом, да се просветлиме. Просветли си го името. Овој подвиг не е само за свештеник, овој подвиг за било кој може да го направи ако живее во Христа. Па секој да си биде во на состојба во која што е повикан. Некој е повикан како свештеник, некој е повикан како новинар, некој е повикан како учител. А ние знаеме светите имаме и миријани кои биле прогласени. Јасно, да, нема тоа голема разлика, значи затоа што ние свештениците само од името на народот ги принесуваме молитвите. Епископот пак како икона Христова сведочи за заедништвото на црквата. Меѓутоа никого тоа од нас не спречува, значи да се потруди да ја стекне светоста, бидејќи самиот Господ вели, бидете свети, бидејќи јас сум свет. Значи тоа не зборува многу. Тоа е целта на човекот. Значи да го осветува својот живот, да биде свет, да биде подобен на Христа, бидејќи најголемото нешто што му се случи на човекот и на светот е токму доаѓањето во тело на Бога.
Тоа е нешто необјаснливо. Самиот Бог од висината на она што значи Бог и без разлика кој како го поима, да стане човек и да ги претрпи сите оние искушенија и страдања, раснување на крст, погребение, а без да стори грев, е нешто што е повеќе од добар показател за сите нас и за секој човек. За атар на атеистите. Тоа што бил Бог и што можел да се спаси. Ова не е стрип суперхерој, имал моќи, па го издржал сето тоа. Не, он навистина страдал како што и чувствувал болка и страдание како што било кој човек од нас. Значи сведоштвото негово, бидејќи ова се теолошки расправи големи низ вековите каде што се расправале нели за природата на Христос, да не навлегуваме во тоа. Тоа е веќе тешка теологија. Многу тешка теологија. Он навистина чувствувал глад, чувствувал љубов, чувствувал болка. И за мене тоа се едни од клучните атрибути што човек го прави човек. Да, и што човек преку благодатта Божја ќе го направи Бог. Ете, Свети Јустин Келиски вели, низ целиот наш живот, нашиот живот е од пораз во пораз до конечна победа. Значи, не е само ние како што сакаме ние од победа до победа. Значи, баш така, од пораз во пораз до конечна победа. Немаме ли ние, имаш ли искуство дека човек без да истрпи искушение, болка, болест, страдание, може духовно да напредува? Ја, како старам, мене ми е појасно дека разговарам со децата и викам, Бил Гейтс има 70 милиарди долари. Сите пари ќе ги подари и им рекол на децата све. Ништо нема да ви остане од овие пари. Што мислите, дали он ги сака или ги даде своите деца? Ги обожава. Затоа што знае дека ако им даде сета благодет на овој свет, они без мака, они само човек ќе дегенерира. Дали низ мака, низ страдание е единствениот пат? Дали имаш опит дека некои луѓе лесно се им поминува, а сепак се продуковени и така натаму? Мене ми се чини дека не можам да сретнам човек кој онака си средил материјално, си средил се во животот, ни болест, лекар не видел, ништо не го пукнало, мака ничија ништо немал, а се продуховил и духовно напредува. Тоа просто ми е неверојатно. Тоа прераскажување може да биде. Добро. Фала му на Бога што ете на тој начин преку искушенијата ќе може да размислиме и за суштината на самиот живот, на кој начин да се исправиме, бидејќи не можеме да се исправиме со тоа око за око, зап за зап. Ниту можеме да се исправиме со тоа што на злото ќе враќаме со зло. Туку многу е макотрпен патот, значи да се врати на зло со добро. Тоа е веќе еден активен чин и вистински христијански чин. Значи, не да не се одговара на злото, туку напротив да се одговара на злото со добро. Само тогаш ќе можеме да се потрудиме барем нешто да разбереме или дека нешто се менува во нашиот живот. И секако да благодариме за сите искушенија кои што се не снаоѓаат. И то како се некои поопитни тоа убаво си го објасниле, дека се случува заради нашите постапки, заради нашите греови. И што се вика, би го спомнал еден човек што вика, добре е Господи што ме удри толку
Значи, бидејќи сум заслужил многу повеќе. Така да, ете, на тој начин е многу едноставно. Сваќаме дека сме заслужиле какви што сме и нешто повеќе, меѓутоа нешто полошо да не снајдеме, меѓутоа да најдеме начин и сили да благодариме за тоа, а Бог сега ќе најде начин да не извади од таа ситуација. И самите свети оци сведочат за тоа, каде што престануваат силите на човекот, таму продолжува самиот Бог, бидејќи самиот Христос го носил крстот за секој од нас и за секој еден што ќе се роди од мајчината утроба. И мислам дека како викаат, секој е зло за добро. Така да секојаш човек треба да има добри мисли и без разлика колку и да не притискаат, сепак треба да смениме и она како се вели народски, па и не е се така црно. Бидејќи имаме една светла точка, имаме помош во Бога, меѓутоа сето тоа треба да го побараме, само да не се воспостави оној наемнички однос, ја ти дадов Боже, сега ти вратиме, па потоа да продолжи во оној робовски однос, за да не ми се случи нешто лошо, се трудам да ги одржувам Божите заповеди, туку заради еден личносен однос на благодарење со Бога, заради без разлика што и да ни се случи, значи важно е тоа дека него го бараме и дека во него имаме се. Само на тој начин ќе може да се воспостави еден православен однос со Бога. Така да без искушенија ништо од бизнисот. Се ова го знаеш од личносен однос со твоите духовници, со духовни чеда, со луѓето во црква што ти се обраќаат? Па да, низ исповета, значи, ние растеме еден со друг. Значи, ние, свештениците, исто така голема поука добиваме. Од страданијата наши, нам мирјаните што ви се исповедаме, Така, тоа да. Тоа е динамична промена и за вас, не само за нас. Да. И, значи, ние заедно растеме во тој однос со Бога. Значи, не е нешто што, да речем така, исчезнува и спарува. Секако, тоа се и големи искуства, не само за духовниот отец, туку и за духовното чедо. Секако, со надеж дека тој однос ќе прерасне, нели, во кој што, да речем, понатаму духовното чедо ќе може да продолжи со својот личносен однос кон Бога и без духовниот отец. Меѓутоа, тоа е секако, секој треба да си го најде местото, односно да се одреди својата духовна состојба, својот духовен степен, преку тој личносен однос. Што сакате да ми кажете дека односот лекар-пациент, како да го споредам, како лекар-пациент, кога веќе немаш потреба, немам потреба, јас сум доволно здрав, тереси во животот, немам потреба, можам само од време на време да дојам некој преглед, колку да заклучиш дека сум во ред. Која е целта тогаш на нашиот однос? Па, која е целта на нашиот? Мислам, целта ми е јасна, како да се изразам поточно и попрецизно. Не сум продуховен за да можам вака убаво со ваква елоквенција да ви го поставам прашањето, а да го поставам на исти начин и да го разберат и оние што не се. Значи, ми е јасна која е целта, но кон што се стремиме и што значи тоа во еден момент да, ако ве разбрав добро, да не ми биде потребен духовник. Не да не ви биде потребен духовник, него ние преку тој однос се учиме на послушание,
преку послушанието се учиме на смирение, односно на вежбање на волјата. Што е многу важно, значи за да се започне нешто потребно е волја. Меѓутоа многу добро ќе биде кога некој ќе ја сосекува нашата волја, секако за наше духовно растење, како што и самите рековме и во молитвата, не е да биде нашата волја, туку да биде Божјата волја. И сега нашата волја на тој начин си ја подчинуваме преку послушанието кон Духовниот Отец. Меѓутоа тоа секако е не е тоа робовски однос, ако некој погрешно може да свати. Меѓутоа тоа е нешто потребно, значи сега вие се исповедате и влегувате во црквата, многу работи ви се нејасни, така имате потреба да прашате а ова, а она, значи вие сами од себе не можете тоа да си го толкувате. Дури сами од себе на некој начин да набавите литература и тоа да го прочитате, сепак потребен е тој момент на еден личностен однос да прашаш дали може или не може. Невозможно е напредување И многу, без духовник, без духовно водство. Невозможно е, да. И секако треба да разбереме, многу е важно сега, да речем, може би вака ќе биде и претешко. Меѓутоа треба да имаме потполна доверба во Духовниот Отец. Всушност и онаа доверба дека во неговите раце, условно кажано, и нашиот живот. На тој начин ќе можеме да се предадеме на Божјата волја. Затоа ни е потребен и Духовниот Отец на тој пат за растење. Се тоа споредбата на лекар и пациент, ние до секојаш ќе си бидеме пациенти. Лекар е само Христос и како да ви кажам, тоа е однос најпрво на човек со човек. Еден вистински однос на човек со човек кој што треба да се има во светот, за да може да се разбере на поинаков начин и она што се вели да ни тргне работата. Да, но за жал фасцинацијата од западниот свет кон која толку многу стремиме и се приклонуваме на западните норми на живење, они велат $300 саат кошта да идеш да ти изслуша некој, па да ти даде совет, и тоа се можеби еден од најдобрите бизниси. Друг вика, па ја тоа вика на свештеник, без пари ми го прави. Но суштината на вистината е малце поинаква. Вие не сте невропсихијатри тука само да се изслушате, иако сте се изнаслушале се и се што од баби кои редовно нешто им се сони, од луѓе кои онака личната фрустрација да му излезе. Но и тоа е некој дел од процес на растење кој мислам дека не сваќаат мирјаните колку е тежок вашиот подвиг. Зошто велам тежок? 17 години доскоро работев со отворени телефони. Воопшто не е лесно да сослушаш секого се во секоја ситуација. Особено не, например, мислам дека може се да сослушаш и убиец да го сослушаш и да најдеш одговор све, и доаѓа само до еден момент кога мајка ќе изгуби чедо и тука завршуваат сите разговори. Твои колеги би велат дека постои една слепа улица каде што тука веќе нема разговор и тоа е века само молчението тука единствено. Веќе не постои утеха, нема што да кажеш, вика тогаш. Но за се друго може да се збори. Па да, за секоја ситуација за која што може да се разговара и секако мора да се изслуша секој човек. Бидејќи не знаеме во дадена прилика
ете, да не биде преку нашиот одбиен однос, па да го смени мислењето и да не дојде на исповед. Меѓутоа, што е важно во исповедта, да речам, е она што ќе го каже исповедникот, односно духовниот отец, да биде послушано од духовното чело. Значи, откако ќе се изнамуабетиме и да сослушаме, Да сослушаме, и да послушаме. Па да, тоа така оди според степените на духовен раст, нели, послушание, па преку послушание ќе дојдеме до сослушание, кога ќе се слушаме еден со друг и до состојба на умиление, кога не потребно ние ни да се слушаме, туку доволно е да се видиме. А сега не е доволно, мислам, не е потребно да се видиме, да си пратиме една порака и се ни е јасно. Имаш ли такви духовни чеда? Еве, млад човек си. Дали си дошол со некого веќе на тие степени, каде што као далматинци кои ќе се разбинат, стари пријатели кои ќе се видат и ќе речете и све е јасно. Вака, ајде да речем, како млад свештеник, паметам само една исповед така. И во која што не се состоеше во ништо друго, освен во тоа дека оче ја дојдов да се исповедам и сум грешник. И човекот почнува да си плаче и веќе станува се јасно. Не е потребно ни испрашување, ете, односот кон Бога, односот кон ближните, односот кон верата, оние трите работи. И ете, човекот си зема молитвено правило некој, така. Сега баш ни е милова како ќе се видиме. И секако интересни се и потребни тие моменти за наш духовен раст. Не само за раст на верниците, како што и споменав. Иако сега не можеме да го споредиме исповетта со оној, да речам, третман кај психијатар, тоа се методи. Секоја наука, дали е природна или општествена, значи ги проучува само последиците од падот на човекот. Додека во духовниот живот, значи, ние се занимаваме со тоа да ја искорениме причината за падот, па после се друго да може да се доведе до еден природен тек. Така да, малце поинаку од научниот пристап, меѓутоа, ајде да не, меѓутоа далеку посупериорен од секоја наука. Би те замолил да направиме една кратка пауза, па да го продолжиме разговорот. Режи. Почитувани гледачи, продолжуваме разговорот со нашиот почитуван гостин и неколку цитати ваши, ајде да речеме. Овде треба само покајанието да се доврши и кон секого треба да се однесуваме со љубов и почит. Причина за покаяние да знаеме дека не сме она што зборуваме за себе, туку она што го зборуваме против другите. Ова твоја реченица прилично добро одговара за едно вознемирувачко време низ кое поминуваме на крајна, за среќа се уште на реторика, но на раб да премине во нешто друго. Дали она што во Македонија се често пати кои ќе ме прашат сега у последно време, викам, ја не гледам дека е нешто ова поразлично од нашата духовна состојба. Апсолутно се произлегува од нашето срце. Значи, секоја војна започнува во нашето срце, самиот
Свети Јован Богослов тоа го посведочил во Светиот апостол Јаков во своите посланија. Значи, војната во нашите срце е заради нашите страсти, на кои што им робуваме. И она како вели, се што лежи во нашето срце излегува од нашата уста. И тоа е она што го осквернува човекот, како што вели и самиот Спасител. Значи, се што лежи во срцето на човекот, дали тоа било кражба, лажење, блуд и така натаму, излегува и од нашата уста и тоа всушност го осквернува човекот. Така да се е производ на нашата духовна состојба. Па и она што моментално ни се случува. Значи се е рефлексија на како тоа постапуваме прво кон себе, потоа кон ближните и кон Бога. Тука можеме лесно да забележиме еден шизофрен однос. Луѓето се спремни да убијат за да го заштити детето ќе го сака, но затоа е спремен да убие било кој друг и затоа што ако смета дека го загрози, не мора да е животно загрозувачко. И тука е сега една состојба. Или бидејќи прават луѓето разлика. Една е љубовта кон татковината, друга е љубовта кон децата, трета е кон жената, четврта е кон библиотеката, пета е кон филмовите, а нас... вие не зборуваме, значи ние тука не зборуваме за љубов, него ние зборуваме за емоции, за чувства, за приврзаност. Значи дали кон децата, дали кон жената, дали кон библиотеката, дали кон... Значи тоа е емоционална приврзаност која што ние ја нарекуваме љубов. Значи, а во суштина тоа не е љубов. Не е љубов, значи ние гледаме од Христос како се покажува љубовта. Значи со сострадување за другиот. Жртва. Значи, жртва за другиот. Значи тоа е вистинската љубов. На тој начин веќе можеме да зборуваме за љубов. Многу погрешно се тумачат овие делови. Се друго е... И многу погрешно се разбираат. Па како што реков, немаме воспоставено еден правилен однос и затоа сите работи сега ни изгледаат многу чудно. А иначе се многу, да речам, нормални. Се многу нормално. Добро, значи, правиме разлика, ајде, конкретно се случуваат настани во светот, не знам, многу едноставна работа од православен аспект е тоа, значи што е вера, што не е вера. Значи, ако кон секој човек се однесуваш како кон самиот Христос, значи тоа е вера. Се друго не може да стане збор за вера, може да стане збор за некаква си идеологија. Од православен аспект не може да се дозволи, не да Боже, убиство на човек. Значи не може да се дозволи ниту лошо мислење за човек, не па за убивање на човек. Значи не можеме ние да се сметаме за било какви добри личности, па и за луѓе, ако нанесуваме зло на другите. Значи тоа е невозможно. Или имаме лоши помисли спрема другите. Па да. Дури и оние што осведочено се лоши и злобни и према нив. Па многу е лошо за човекот ако стапи во мисловна војна со некој човек. Значи ги прифаќа тие лоши помисли за него, веќе гради некаква искривена представа, што всушност и не е така. Значи, сето тоа е плод на нашите замисли од тоа што сме ги прифатиле лошите помисли. Значи, еве, една мојот духовен отец на самиот почеток, значи, секоја лоша помисла, отфрла ја, одбива ја.
За било кого, за било што, колку За и да било- мислиш дека си во право. Да. А не ли предизвикува тоа пасивност, да немаш активен живот, да не можеш... Знаете, луѓето се плашат од тоа дека православието те тера на пасивност и дека од таа пасивност можеш да изгубиш клучни и битни работи за битисувањето. Дали е тоа држава, дали е тоа работа, дали е тоа живот, дали е тоа здравје. Ама тоа е од наш агол, значи од наша перспектива. Значи ние не сме, да речам, мерката дали некоја работа е така како што ние си. Значи Христос е мерката. Значи нели велиме во Христа имаме се. Зашто не би... Значи во Христа се осветува и човекот, се осветува и семејството, се осветува и земјата на која што живееме. И сето тоа, меѓутоа, ние од погрешен агол сакаме, ако не си со мене, си против мене. Ние, најпогрешниот агол е што ние не разбираме што значи светост. И не е пасивно, значи многу е погрешно тоа сега пасивно, значи многу е активно тоа. Значи многу е динамично. активно да да се трудиш да му возвратиш со добро на секој човек. Значи многу е активно тоа да не го излажеш, многу е активно да се држиш на збор. Така, многу е активно да не озборуваш, така тоа се многу активности. Тоа е огромен напор бара. И тоа е што бара огромен напор. Огромен тоа напор, бара личен. огромна жртва, значи. Лична жртва. Тоа е работата, значи. Ај не оговарај да те видам. Така е. Откажи се од цигарите. Да, ма ете, сето тоа е одреден напор кој што се бара од нас. Дали прашуваат, дали на луѓето им е јасно, дали на духовниците им е јасно? Пазете, во Македонија имаше истражување кое излезе по дека 97% од популацијата во Македонија, значи од сите вероисповести, 97% верува во виша сила, во Бог. Но малку од тие се верници. Знаете, малку се многумина декларативно она велат јас сум православен христијанин. Малкумина сваќа дека православен христијанин е начин на живот. Не е само декларација, ставија на лепницата, зашија е полетата и тоа си тоа. Добро. Како беше, малку се тие кои што ќе тргнат по Христовиот пат, меѓутоа и од тие малку многу е важно да правилно додат по тој пат, бидејќи од нив се очекува да се молат за сите оние кои што се оттргнале од тој пат. И на тој начин, преку молитвата, да ги приведуваат кон Бога, а не да ги остават луѓето да се мачат, туку едноставно да се трудат да имаат грижа за секој човек. Значи, грижата, ако ја не му подадам пари на просјакот, бидејќи немам, ако имам, треба да му дадам. Но ако немам, треба да се помолам. Но, дали е само прашање на вера или е вистински активен, динамичен однос кога за некого се молиш? Да, Прави ли тоа разлика на вистина? Не само во твојот, туку во неговиот живот. Дали стварно му помагам ја кога се молам за некого? Ако искрено веруваш, да. Ако веруваш од срце, секогаш ќе биде така како што ти бара срцето, така ќе добиеш низ молитва. Јас или другиот? Зборам објективно. Не јас како ќе помислам, почувствувам или како ќе се задоволам или смирам смирам совест. Во секој случај двајцата добиваат. Значи двајцата добиваат. Тоа е всушност нели ете едно сострадување со другиот. Сега тие се, да речам, многу абстрактно? абстрактни работи,
конкретни дела секако мора да имаме помош за некој што мислам некои работи за кои што не треба воопшто да се поставува прашањето. Значи за тоа ни говори и самата совест. Значи од внатре се те гризе совест ако поминеш покрај некого, а да нема. Сега може и ќе бидеш онака, секои луѓе со различен карактер, може ајде да речем нема ни да трепне, меѓутоа не може да биде секојаш така. Ќе отиде дома или ќе се затекне во некое осамено место. Секогаш совеста е тој глас Божи кој што не прати одвнатре. Така да за тие работи мислам секој треба да има барем здрав ум што треба да прави во конкретна ситуација. Сега ако сака да продолжи понатаму, секако тоа е пат на крсна жртва. Сакаш сега да ми кажеш што е светост или да продолжиме за душевната оваа состојба дека? Што е светост? Што е светост? Па пројава на благодатта Божја. Што значи тоа во суштина? Што значи јас да се просветам? Што значи светител? Што значи пројава на Божја благодат? Тоа е, збориме за физичка појава, тоа е ореолот околу светителите. Но тој и означува што? Тоа се видливи работи, ние кои што сакаме да ги видиме, начин на кој што на луѓето им се објаснува, нели? Еве, кога ќе влезеш во православна црква, не треба ништо да ти се каже, да ги погледнеш иконите, да ги разгледаш убаво, горе-доле отприлика ќе ти стане јасно за некои поеми од нашата вера. Што значи да се биде осветен? Бајде, најубаво, како да кажам, тоа старец Софрони го објаснил, пак ќе го повторам, значи, токму она, да ги имаш Христовите мисли, Христовите чувства од Гециманската градина, кога е предаден, да ги имаш Христовите мисли и Христовите чувства кога е распнат на крст. Значи, сето тоа го имале светителите во својот живот преку нивното молитвено застапништво. Не само на една конкретна територија и меѓу конкретен народ кај што имале својата мисија, туку и за целиот свет. Значи и Свети Силоан Атонски вели дека наша должност како христијани е да се молиме за сите луѓе и за сиот свет. Значи без тоа да не ни помислуваме дека сме христијани. И за момент ни е дадено да се осветиме. Тоа е секогаш кога ќе се причестиме. Тоа замена нема. Па тоа нема замена затоа што ние реално веќе встапуваме во заедница со Христос преку неговото тело и крв. И на тој начин и реално се осветува. Меѓутоа и кон тоа не треба да имаме, значи, магиски пристап. Туку треба да го разбереме дека тоа е единствениот наш насушен леп кој што ни овозможува да бидеме вистински живи. Секако многу е важно и човек кој што се исповеда, и кој што има молитвено правило, и колку да добие благослов и почесто да се причестува. Значи, ништо не може да замени таа заедница во телото Христово од светата причест. Бидејќи на тој начин, примајќи го телото и крвта Христови, како што вели светител, ние стануваме еднокрвни, односно сокрвни со самиот Христос.
стануваме едно со Него. Преку Него стануваме едно со сите нас. Меѓутоа, кога тоа вистински ќе го разбереме и живееме, ќе знаеме и зашто сме во црквата. Според индексот за душевно и духовно здравје сме на дното. Има една конзилијарна светоотечка рецепта и електронски. За да се очисти срцето, во него мора да се внесе одреден лек. Тој лек е молитвата. Старец Ефрем Филотејски. Се повторува 3 пати по 33 пати, како Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене, грешниот или грешната. Нашите предци ја практикувале редовно со лекот на безсмртноста, причеста и пукале од духовно здравје, затоа сме се додржале. Денес сме на надри лекарство и од пустош духовен, пуста ни е состојбата душевно и телесно. Попатно сите имаме трошоци, но по патот, Христос, одраѓањето до смртта ги имаме само делата, но не оние од устата и со алчност, туку оние од срце и со милост. На митарствата, судијата ќе одлучи каде и како сме возеле по патот. Треба прилично да си продуховен и во црква за да ги разбереш овие зборови овдека. Па дури и тогаш, што е ова кажано? Зошто мораме со молитвата? Зошто мораме ваков начин? И што овдека ни се кажува? Па, Сори, сега како да кажам? Ја копи паста направив неколку работи од кај тебе, твои изјави, Во ред. текстови што си пишувал, викам како поенти, ама малце се подлабоки. Извини вака доцна на вечер што Не, те не. расчачка, бидејќи проповедта ти ја правиш после литургија во 10, која ќе заврши литургијата и држиш проповед на верниците. Сега малце доцна те фатив, ова како бдение ќе дојде. Обично така многу малку проповедам, пошто после литургијата нема ништо реално многу да кажам. Кажано е се. Молитвата, тоа всушност и најлесниот начин ни е даден, кој што е многу тежок. Ете, така ми се врежала една реченица од Ава Агатон, која го прашале: Аво, што е најтешко на светот? Која работа е најтешка? И он им одговорил: најтешка работа на светот е да се молиш. И како тоа? И па ете, штом ќе почнеш да ја кажуваш молитвата, ќе те нападнат со сите сили, значи демоните, за да ја оставиш молитвата. Значи, нас ни е даден многу лесен начин за разговор со Бога, многу лесен начин за да ја стекнеме, да ја привлечеме благодатта на Светиот Дух, и тоа исто така тоа бара многу голем напор. Ете, најлесно средство, ама најтешко се достигнува, а може би и само еден ќе си го добие тој дар на умносрдечна молитва, па преку неговите молитви и ние да се просветиме на тој пат. Ова не е моден детал, ова е практична работа која треба да помогне во таа борба што ја збориш. Затоа е бројаницата на рака. Таа не е моден детал или да те потсеќи или да каже јас сум православен христијанин. Да. Православен христијанин е ако ова ја искинеш и ја уништиш од вртење, затоа што со едно кажување на молитвата Господи Исусе Христе, помилуј ме мене грешниот. Да, и секако да не заборавиме исто така и Пресвета Богородица Спасене, бидејќи по нејзините молитви го добиваме и секој дар, па и дарот на молитвата кој што секако го бараме, бидејќи и онаа прозба што е во светата литургија, го молиме Господа Бога да ни го испрати дарот на Светиот Дух, токму за тој дар се молиме не само лично, туку и соборно. Токму
да ни го испрати дарот на молитвата. Има една ситуација за која имаше и една, ајде да речам, некоја дебата на некое теолошко ниво за Пресвета Богородица, затоа што клучот на овој свет и оној свет иде преку нејзи. Господ Исус Христос е оно што е по својата природа, затоа што од Бога е пратен. И он не правил избор. Он е тоа што е. Пресвета Богородица е човек кој се осветил во својот живот и кој бил даден избор. Тој избор, во она колку што можев да го читам, тоа е една тешка теолошка, ја и со некои духовници разговарав на таа тема, и поточно не разговарав, туку ги слушав. Значи, ти да прифатиш нешто што ретко кој би можел да го прифати, бидејќи се работи и тука за еден надприроден чин, кој во дадено време и во дадени услови може да предизвика не само лична криза, бура и искушение, туку и едно огромно бреме на она што ќе следува. Не биле дадени сите одговори, туку само било понудено. И она тоа го прифаќа. Не било наметнато. Она го прифаќа свест. И многумина се прашуваат: Исус Христос, Бог, што има сега ние тука, светители, ово, она и така натаму и така натаму. Но Пресвета Богородица игра клучна улога и мислам дека, иако ние малце сувопарно тоа го збориме, забораваме колку е значајна и низиниот подвиг, бидејќи она се вознесува и она се осветува со животот, но и чинот што го прави, прифаќа да го роди Спасителот, е можеби најтеолошкиот врв за кој чинот може. што го прави, значи се осветува и секоја човечка личност, се осветува и спасува сиот свет. Значи веќе ние не зборуваме за смрт и распаѓање, значи зборуваме за воскресение и живот вечен. Меѓутоа ништо од тоа не би станало без она дана Пресвета Богородица. Значи, ако сиот свет се втурна во зло и во грев преку непослушноста на нашите прародители, па сиот свет и секоја личност се воведа во нов живот токму преку таа послушност на Пресвета Богородица. Ете, гледаме колку е важна таа послушност и колку е важно она, нека ми биде според зборовите твои, незимниот одговор на благовеста на светиот Архангел Гаврил. И преку нејзе го добиваме и сиот дар. Затоа и секоја прозба во литургијата завршува со тоа, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш. Затоа толку ја титулираме и со толку многу повеќе благодарност како било што друго спомнуваме во литургија. Да, благодарност за тоа што ни го дала нешто што не може ни со човечки збор да се опише како најскапоценно. Самиот наш Спасител Христос. Затоа и ние во православната црква ја величаме и славиме и молитвено и се обраќаме, бидејќи таа е секогаш застапничка не само, значи, за православните христијани, туку е застапничка за сиот свет. И така, освен што ќе се користиме со Исусовата молитва, секогаш ќе се користиме и со пофалната песна кон Богородица, Богородице Део, радуе се благодатна Марија, Господе со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твоето утрово, зашто си го родила Спасител на нашите души. Значи, тоа е исто така, ето уште една кратка, малце подолга молитва, ама поубава и поблагодарствена.
И тоа е практичниот совет, кој треба секојдневно да го употребуваме. Па да се потрудиме. Да се потрудиме. Да, ајде, Приеска спомна западниот свет. Знаете што е добро кај западниот свет? Што, ете така, ќе му кажеш, па добро, ај да пробам, па ништо нема да ми биде. Барем да пробам. Не тереинат, пробај. Да. Така Вкусете. И пробајте. Истото и тоа. Значи, ајде, Како да бидеме, Господ. да бидеме практични. Да не зборуваме наоколу само за тоа, него да поработиме и на тоа. Е сега дебати се водат. Се воделе од секојаш дебати и секојаш кога се воделе дебати се утнувала работата. Така да Иначе не би имало дебата кога да, сите па тоа. добро. Дебата барем ќе знаеш кој на која позиција стои. Имам уште две клучни прашања, но веднаш по рекламите со кои ќе завршиме вечерашниот разговор. Имам едно прашање од еден филм. Се извинувам, бидејќи морам несериозен да бидам, бидејќи ако ја идеме сериозно, сериозни последици ќе има ова по мене. Значи, несериозно, сватете ме гледачи, почитуван гостин, господин Стојчевски, лака. Си исповеда еден и му вика, добро ви вика, може ли сите религии да се во право? Може ли све да е вистина? Значи, логично е дека човек, немој да ми одговориш, пошто ми е повеќе реторички, имам потреба да го изговорам, дека е многу неблагодарно. Сега во време кога се обидуваме за меѓурелигиски диалог, за разбирање, за толеранција и почитување. Ама ја, колку еве повеќе сум во црква, сваќам една работа. Не може да постојат 20 вистини. Не може да постојат 200 религии и сите да се во право. Како во таков свет, на една таква, ја не можам да ја наречам тоа духовна состојба, а ти те молам да ме коригираш, бидејќи ќе ја наречам шизофрена состојба, како може човек да ја бара вистината и да биде исправен, а да не биде грешен спрема другиот? Бидејќи едниот начин и пристап, ова што го збориме, исклучува некои други работи кои исто се прифаќаат како сува вистина, традиција и така натаму, и онда светоста се губи негде. Ова се ваши искушенија. Најдобар параметар за тоа е практикувањето на својата вера. Значи, ние кога практикуваме својата вера, ако се занимаваш со себе, помалку се занимаваш со другите и не им пречиш. Така да и со нас истото. Ако ние се утврдиме во нашата вера, си ја практикуваме нашата вера, воопшто не ни смета дали, не знам, некој има друга вистина, секако за него тоа е си е вистина. Меѓутоа, ние сме тие што треба да преку нашиот живот спроведен, значи, во дело, како што вели Свети Григорий Палама, на секое слово може да му се спротивставиш со слово, ама на живот во дело тешко дека ќе му се спротивставиш. Така да практикувањето на верата значи сведоштво на другите за онаа вера која што ја исповедаш и со која што и пред нив сведочиш за она што ти е тебе вистина. Но и нашите и туѓите вери се злоупотребени за злоупотребени во за човечките идеологии, да, значи за закрвување меѓу луѓето. Како тоа да го надминеме тогаш? Значи, Пустата толеранција, ете, ја те признавам дека си ти Харе Кришна и немам проблем со тоа. Удире во тамбурчи и танцувај на аеродроми и се е тоа во ред.
Малце е повеќе и посуштинско ова прашање. Е да се подсетиме значи на мачениците од првите векови значи на црквата. Значи црквата низ историјата значи надминала многу периоди. Значи и живеејќи надвор од законите на државата, и живеејќи значи со законите на државата, и во ова време значи кое што се нарекува секуларно, значи на една секуларизација, издвојување и стиснување на црквата од општеството. Меѓутоа, сведоштвото на верата доаѓа од самиот живот според верата. Сега, нашата цел не е да убедуваме на секој ќоше колку сме ние православни христијани и ние колку држиме до тоа дека имаме некој став за ова или за она прашање, или за секое прашање ние да имаме став. Значи, најдобриот став е за нас ние да се ја практикуваме нашата вера. Што значи тоа? Тоа значи според она колку сме присутни на светата литургија, толку сме и верници на верата во која што сме крстени, на која што и припаѓаме. Значи, светата литургија е тоа мерило дали сме ние православни христијани или не сме православни христијани. Не само идење, туку и само причестување, идење. Јасно, тоа е учество. учество, значи Не само влегување, крстење, палење свеќа, оставање да. чорапи, Тоа е- и зејтини, што ти ја знам, гаќи, мајци. во ред, сето тоа нека го има. Меѓутоа многу е важно, значи присуството на светата литургија не е само обично стоење, туку фактичко учество во трпезата Господова. Значи Господ нас не повикува да пиеме и јадеме со него. Ако кој јадење и пиење ни се дава самиот Он, Христос. Значи, кој ќе биде нашиот одговор? Ќе си седиме дома или нема да дојдеме? Значи, многу е важно тоа мерило, да речем да ни биде одскочна даска, например, за не можеме секојаш да отидеме, разбирам, секој не може секојаш и во секое време да отиде било кој празник заради работни обврски на света литургија, меѓутоа може барем во неделата да издвои време. Не само да присуствува, него тоа да му биде поттик и да се исповеда, поттик и да се избере духовен отец, поттик да се земе молитвено правило, поттик да се добие благослов за почесто причестување. Значи, без активно учество во светата литургија ние немаме ништо. Значи, ние можеме само да си замислуваме дека имаме некој верски живот кој што ги задоволува некои наши психолошки доживувања. Тоа не може да стане збор за вера. Значи, тоа може да стане збор за некој сурогат на вера. Значи, суеверие, вера се меша и настануваат сурогати, во кои што самите се ги модифицираме. Сега, генерално, она што спомнаете како прашање, значи да не се врши насилно спојување на согледување на различни верски вистини и така натаму, меѓутоа тоа да си тече по природен пат. Порано, например, на овие простори ние сме поминале, значи, и отоманско владење, меѓутоа нашиот народ приврзан литургиски за црквата, со активен литургиски живот си обстојал на овие потреби, на овие простори и немал никаков проблем, да речам, горе-доле, секако со оние кои што припаѓале на друга вероисповед. Значи, секој, ако си ја практикува својата вера, подобар начин на разбирање
ќе најдат, отколку ако се приклонат кон некоја човечка идеологија во која што едната вистина ќе ја смета за вистина, а другата дека треба да се искорени по некаков си насилен пат. Значи тоа е уствари Па дури ако е паганштина налепена во црквата и тоа да се прави со трпение, со Да, секако полека, постепено, но во даден момент и мора да се пресече еден момент како што беше црквата долги децении толерираше, укажуваше во меѓувреме многу скромно. Да, укажуваше на тоа за палењето огнови. Палењето огнови, Кој обичајот, значи курбанот дека станува збор значи за апсолутно неправославен обичај. Значи, Така, крвна жртва, тоа не својствено апсолутно крајно. не својствено, не спојиво со православното поимање. Но црквата толерираше постепено да Толкување се на сонови, свести. да речам, Да, апсолутно. Треба да си знаеме она што мудро го кажал од искуство Свети Јован Лествичник, значи филозоф е оној кој што не им верува на соновите. Значи, тоа е советот на црквата. И сето тоа постепено човекот ќе го согледува како што расте во верата, така да ќе ги разбира, ќе ги отфрла тие негативни работи, меѓутоа не може да дојде одеднаш и преку ноќ. Така да најдобрата и толеранција и некого да не навредиш, а да се задржиш до своето е само практикувањето на верата. Вие по чин сте презвитер, Да, свештеник. свештеник. Како е најправилно да ви се обраќа верник? Обично го користат, имаше многу кај мене во емисија, затоа и те прашувам од практична причина. И ја по инерција секогаш ги обраќам отец, има други се јавуваат, им смета, еден е отецот. Како се обраќаме ние кон свештените Православните лица? христијани обично се обраќаат со отец. Отец, оче, Отец, оче, и тоа е сосем убре. да, и се обраќаат на ти, значи не персираат. Ти благодарам вечерва за разговорот. Се извинувам на твоето многу детно семејство што те одвои вечерва, бидејќи ретко не е имаш многу детно, дај Боже да видиш. работи на Да, слика. така. Бидејќи Да не ние за све дебатираме овдека, ама клучен збор е дека ние за 20 години ќе бидеме преполовени како народ и како верници, едноставно не стапуваме во брак, немаме деца, се помалце деца, тоа ти го чувствуваш, го чувствува црквата и во ова исполитизирано време најмалку се слуша најкритичната болна работа што ни се случува на нас како верници и како луѓе. Да, секако. Секако тоа е најгорливото прашање на денешно време. Но животот надвор од црквата и поведувањето, значи, по нашите страсти и пазењето од тоа, ако влезам во црквата да не изгубам дел од моите уживања што ги имам, значи, доведува до една таква ситуација да си продолжуваме да си живееме во греф и во непокаяние и сето тоа се рефлектира и на луѓето кои што не обкружуваат и на општеството, па и пошироко, значи во сиот свет. Значи се ова што ни се случува не само нас овде, туку и во светов е пред се одраз на наша душевна состојба, а не на, како што не залажуваат центри на моќ, та овој, та оној. Не, тоа е први, ние ги создаваме условите за она што секој го греф, се како случува. што веле старец Софрони, значи има космички димензии. Значи, затоа што злото се шири. Значи, ние ако не престанеме, ако не се покаеме, ако ја повторуваме едната иста грешна постапка понатаму, тоа не може да вроди со добро. Така да, ете, секој кој што е крстен, нека си размисли зошто е крстен и
нека постави еден почеток на својот духовен живот и да го открива тој живот постепено, да не се плаши дека нешто ќе изгуби, бидејќи на крајот од краиштата па и ништо немаме наше, како што веле старец Пајси, освен марсулите што ни течат од носот. Така да... Ми закопа неколку мои блиски, отец, и нема да ги заборавам тие зборови што редовно ги кажувате, а тоа е се е само суета. Животот е сенка, се е суета. Да, значи се раководи според она похота на телото, желбата на очите и гордоста на живота. Значи тоа се работите кои што треба да се трудиме со Бога да ги победиме, па на тој начин ќе можеме да се надеваме дека ќе влеземе во живот. Ти благодарам за вечерашниве. Благодарам на поканата. Се надевам дека не им бевме досадни на гледачите. Та, ако сакаат за нешто повеќе да поразговараат, тука сме ние во црквите, не само јас, туку и сите Секој собраќа свештеници, затоа што да не е... И вие сте луѓе, има подобри, има поелоквентни, има значи потрпеливи. Така, да, меѓутоа Не судете за црквата, секој да секој се различен карактер. Да се собрати кај парохискиот свештеник, тоа е доволно. Да. И него да го послуша, значи ќе си успее. Кај секретарот уместна заедница. Еве, ако сакате, наедноставно. Ти благодарам уште еднаш. Тоа беше се за вечерва. Ке ти бацам рака после. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.